да кажем така кај нас на нашиот факултет. Нашите професори тоа е предноста на факултет со помалку студенти. Значи имаме стварно еден близок однос, и ни излегуваат во пресред за консултации, за насочување, за пријателски совет. Значи стварно нашите професори се изванредни. Убаво е да се слушна. Видете, мислам и од оваа страна како професор, како наставник, како асистент претходно, оно што го говорат малата група е предност. И во стикот на самото студирање. Значи предност е од аспект да имате простор да се посветите кон студентите, да подготвите материјали, да им одвоите време. Дури кога имате помал број на студенти, знаете, повеќе прашања има. Кога е голема група на студенти, знаете како имате предавање, тргнувам, ние имавме, имате предавање во еден амфитеатар и сега гледате на часовникот кога ќе заврши за да си одите. Искрено. Нели во тоа време тогаш така за да завршите, затоа што не беше вака конципиран самиот студиум, нели. Меѓутоа желбата останува. И желбата за праксата и тогаш сме ја имале, нели, нормално. Меѓутоа кога имате помал број на студенти, нели се организирате и со нив однос на наставата. Они бараат веќе самите од нас. Еве ги, јас ги гледам години наназад, како се вели кога имавме, нели ги договаравме претходно, со одите со полна, да не кажам онаа условно кажано ратна опрема од типот на нели инструменти, кути, не знам, стетоскопи, лекови, се што монитори за витални функции сме оделе на клиники, на фарми, за да ги носиме да работиме, нели тогаш. Меѓутоа голема група. Они први трчаат и ви велат што треба јас да носам, што треба јас да земам. Супер. И знаете онака гледате, а сега ги гледаме конкретно, еве да речеме, нели од аспект на универзитетската ветеринарна болница, односно клиниката, нели што говориме ние, да немаат они настава или имаат простор помеѓу предавања или нешто нели немале можност дали наставници дали они имаат простор да не чекаат голема група. Така. Велат ние ќе дојдеме во болница. Ние ќе дојдеме во клиника, ние сакаме тука 1 час, 2 часа ќе поминеме со пациенти. Ќе дојдат нели до наставниците да се консултираат со нешто, дали за теренот, дали за наставата. Самите студенти бараат да имаат повеќе пракса. Самите студенти го бараат тоа и го изискуваат тоа буквално од нас, затоа што на крајот на денот тоа е најпотребно. Оно што велите, различни видови животни, различни искуства, различни диагнози, различни болести и они го бараат тоа за да бидат подготвени на крај на ден. Имаме достапност на интернет, форуми милион, читаат нели достапни информации до нас, што бараат новитети, бараат нели одговори на сите тие прашања на некој начин.